Телефон се јава доктор Номовски од Детройт, од Америка. Поздрав до вас, господин Томич, до вас центи гости. Благодарам ви. Професор Божиновски и мојот колега Людмил Клюсев, доктор Клюсев. Така. Ве следам еден кус период во емисијава. Се спомнуваше дали постои параноја, нешто што е од сферата на интересирање и професионална ангажираност на колегата Клюсев. Дали постои параноја кај грците, јас би рекол, зашто кај нас македонците често пати се спомнува некаков синдром на самоуништување, кој што јас би рекол дека е погрешно наметнат и злоупотреба е на медиумските простори преку кој што се лансира, а дека во практиката е опишан синдромот на погрешен избор, кој што колегата Клюсев може да коментира повеќе, кој што нам ни се наметнува вештачки, наспроти синдром, односно вистински избор, кој што ние македонците секогаш сме го правеле во историјата, почнете од женитбата, па и другите работи, секогаш се избира повеќе, повеќе сфери, за да се најде вистинското. Значи, македонецот е тој што редовно избира и редовно го одбира вистинскиот пат, како што рече колегата Клюсев, и се движиме по вистински пат, но да не дозволиме да се наметне синдромот на погрешен избор. Што кога се зборува за грците, кај нив не дека е параноја, јас би рекол дека е реален страф. Реален страф од приближување 2013 година, реален страф од спознавањето на вистината, дека целиот свет ќе ја спознае вистината за тоа што се случувало и дека тие еден ден ќе треба да се соочат со реалноста, да ја признаат стварноста, да ги признаат фактите од минатото, да признаат дека имало геноцид, етничко чистење, дека имало протерување, дека имало завземање територии, етничко чистење на истите и така натаму. Без да се погледне на вистината во очи, тие секогаш ќе живеат во една таква вештачка состојба на умот, а економската состојба во која што се наоѓа Грција само допринесува на тоа. Наспроти сегашната состојба, ако ние направиме еден концепт на отворање на сите прашања и препознавање и прифаќање на вистината како таква, може да отвориме еден коридор на соработка со Грција, кај што економијата на двете земји навистина може да цвета, а и Балканот да има од тоа полза и се разбира и цела Европа. Значи, јас би го прашал нашиот колега Клюсев да коментира токму по прашањето на реалниот страф наспроти паранојата кај грците кои што се соочени со споменици и други артефакти од нашето минато, кај што македонецот за прв пат ги вади на виделина. Благодарам многу, доктор Номовски од Детройт. Повелете. Поздрав до колегата од Детройт и на моите сонародници. Јас доаѓам, поточно летам утре за Америка, па можеме да зборуваме на овие теми лично. Инаку, стравот е една тесна спрега со повеќе мозочни функции. Некои велат дека е позитивен двигател на мозочните активности. Ако се разбира по мали количини. Ако е по предозирани големи количини, тоа станува збор за анксиозност и параноја. Дали ако рековме и повторно, ќе се навратиме на она што беше кажано повеќе пати, па и да е лага, станува вистина. Ако некој, не случајно некој рекле, внимавајте на вашите, на она што мислите, затоа што вашите мисли стануваат зборови. Внимавајте што зборите, зашто од вашите зборови може да премине во акција. Внимавајте на акциите кои што ги превземате, зашто можете да стекнете навика. Внимавајте на навиките затоа што стекнувате карактер и внимавајте на карактерот зашто тоа е ваша судбина. Некои луѓе го прифатија тој карактер на само понижување, на неприфаќање на она што денеска го имаме и тие нормално дека продолжуваат со таа агонија на синдром, на самоуништување, ние бегаме, ние се антикризираме, ние немаме што да бараме и така натаму и така. Мислам, тоа нас не треба да нас загрижува. Јас како психијатар таквите луѓе ги оставам да зборувам и не треба да влегувам во челендж. Нема што со нив да се дискутира. Дали станува збор за матрешен фактор, дали станува збор за јужни соседи, од северни соседи, само правите им рака на соработка, ако сакаат соработка и слушајте ги нивните тези и помогнете им, ако можете им помогнете. За нив се разбира дека е потребна долготрајна, сеопфатна психоанализа, да се разберат зошто, од каде произлегува тој страв, како што кажа колегата, можеби од историските показатели, од украдената историја,
Мене ме загрижува фактот дека македонците се уште се поделуваат на, како што рече претходната соговорничка, по територијална основа на Вардарци, Пиринци и Егеджи, и таа поделба треба да престане, мислам, дека еднаш за секогаш таквата, кога ќе престанеме да се делиме по тие основи, тогаш можеме да зборуваме за единствена Македонија. И мене би било многу драго еден ден да не се препознаваме како такви, дали си ти од Скопје, дали си ти од Источна или Западна Македонија, да кажеме едноставно ние сме сите деца од Македонија. Тогаш можеме да се да општиме и да разговараме за таа Македонија како што ние денес ја градиме. Добро вечер, кој се јава? Мола? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој се јава? Василка. Повелете. Повторно Василка, бидејќи ме прекративте. Јас се извинувам. Добро. Ова е моја болна тема. Оној страв сега што го дискутиравте не е кај грците, него кај нас македонците. Прекрасен споменик на Александар Македонски, кој што треба да се стои Александар Македонски од Пела, а не Воин на кој. Ако подобро би бил Александар Македонски од Пела, егејецот, како што мене 66 години ме викат Василка егејката. Што значи кај нас е страво да не се налутат грците, да не се налутат американците, да англичаните. Нашата историја подобро ја знаат англичаните и французите кога 48 година бомбардира. Ниедно дете бегалче или раненик не беше пренесен во Италија, него во источна европските земји преко Средоземно море, Јонско море, Средоземно, коридорот беше Албанија. Сега ова тема е толку табу, не сакаат воопште ниеден историчар, дури академици, не го нарекуваат на македонците македонски јазик, току егејски јазик. Да постои јазик или народ егејски, мора да постои држава егејска. Тој е многу мал дел од Егејското море што го заплюскува македонскиот дел. Ако е така, треба да има Егејска Грција, Егејска Албанија. Што значи не постоја, треба да се избрише од уставот. Јас цела година чекам на разговор од уставот да се избриши тоа. Една е Македонија и македонци живеат во тие Македонија. Владимир Бошевски, ви дадовме повторна можност да им дадеме и на останатите. Господин Божановски, мислам дека господината начина некои токму прашање кои и Европа треба да одговори на сето ова. Дали е страв на старата дама да излезе со фактите, па сака да ги, храбро, че настапам да го поставам прашање, како една сондажа на мислење на народот, гласот на народот, дека се ближи 913 и треба да се ревидира тој Букурешкиот договор, па стравот лузја чува, што се вика, ајде да ги заташкаме работи. Второ, и за двајцата ви сакал, дали е ексклузивно право имаат нашите јужни соседи, бидејќи на зборот Александар Македонски, античка Грција и така натаму. Само за еден пример, нашите истични соседи во Благоевград, исправете ме ако грешам, 2005 пред нивниот лез во Европска унија изградиле монумент со Филип II. Значи немаше никакви реакции. Тоа во Пловдив. Од Пловдив, така. Значи 2005-2006 наставно стана членки, нели? Зошто тој е дабл стандард, тој е двоен стандард? Вака, значи треба да се свати следно. Има народ и има луѓе кои низ образовниот систем стасуваат до тоа да се викаат интелектуалци. Тие, најчесто, еве сега и ние, се присутни на медиуми. Преку медиумите се одзрачуваше, сега веќе многу помалку, страв. Значи, исплашените луѓе се тие на врвот, тие што се на катедрите,
тие што се во академиите. Затоа што кај нив се насобрал поради преповторувањето на тој образовен систем, земајќи го како аксиома. Ние имавме проблем од тоа што сами не истражувавме. Еве пример. Нашата историја, новата е подобра, но онаа што беше 68 години, тоа е долго, најдолго се задржа тоа. Тек сега, пак со нарачка од власта се напиша новата историја и таа помина како што не треба. Значи, од 10.000 години историја, 9.500 години беа напишани од луѓе што не се македонци. Значи, овде као нема кадар или не знам што, но во главном други ја пишуваа. Нас ни беше оставено едно делче малку од отоманскиот период, но најмногу се задржавме на 903 и 1944, која е цел еден том. Значи, ако сето тоа го поделите, вие ќе сватите кој е степенот на незнаење меѓу интелектуалците. Народот е друго. Значи, намерно се правеше поделба помеѓу едните и другите. Тоа беше као некоја интелектуална елита, која се гледаше да биде саката. Таа интелектуална елита ја држеше лагата што е индуцирана, односно од негде донесена. И сега да го тоа споредиме што се случува во Европа. Се ова што ние како група го започнавме пред 20 години. Така. Тоа е резултат пред се на иницијатива на европски и светски научници. Значи, науката таму слободно работи. Но проблемот беше што кај нас не се преведуваше и не беа популарни тие автори. За среќа ние ги прочитавме. Значи, таму не е запрена науката. Но исто така, таа си се движи во еден свој свет, свој живот. Например, еден француски археолог од Кралскиот институт на Франција дојде кај нас да истражува и негде околу 5 години, мислам, дори истражуваше на тумба маđари. Таа изјави дека Македонија е таа која во неолитското време ја ширеше културата ни за Европа. И тоа го изјави без каков и да е страв. Еве овие ви кажувам германците Киндер и Херман Киндер и Вернер Хилгеман. Тие двајцата пишуваат дека Хомер пишувал на македонски. И тоа си објавено, то науката си работи. И сега, друга е сферата на политиката, пак велам. Возможно е множеството европски политичари да бидат еве како примерот што го кажа нашиот гледач за Ајнштајн. Тие имаат определено знаење. Тоа знаење е дотаму, немаат потреба да се надградуваат во таа смисла, го земат тоа здраво за годово и се бркат политика. И нормално и кај нив, веднаш тоа која ќе им се каже, дека тие се малку шокирани. И од представата, ние имавме нашиот образовен систем кај нас создаваше студенти со диплома. Значи, не создаваше академски граѓани. Тој и кога ќе заврши, мора некого да праша што да прави. И сите беа такви. Тоа е системот. Ние направевме 100 реформи во нашиот систем, ама суштината не ја направевме. Зошто? Затоа што ние немаме Министерство за образование и воспитание. Имаме Министерство само за образование. Во титуларот, гледате колку е важно името. Не стои воспитание. Кога не стои, тогаш тоа не се зема сериозно. И нашите сите реформи беа во тоа, ако едно време купуваа грамофони, напредно образованието, божемно. Потоа дојдоа магнетофони, па се купија до се ѓубре. После се фрла. Сега дојдоа компјутери. Па и тоа ќе се фрли, сега има нешто ново. Но суштината што е? Воспитниот систем. Целиот наш образовен систем се темели на прашањето што треба да правам. А треба да се темели на образованието што одговара на прашањето каков треба да бидам. Тоа е тој воспитниот дел. И оттаму ние со сите претходни, значи јас ги исклучувам овие се далеко по-позитивни оваа власт сега што има. Претходните секаде нас не представува ако сме во просек високи 1,80 м како да сме 1,5 м. И така се однесуваа. И оттаму тој што ќе се сретне со вас има за вас представа како за неспособен.
Како ќе се поправи таа слика? Еве се поправа. Гледате ние што направивме. Ние направивме во економска криза еден градителски бум и си го направивме градот. Тоа одекна страшно. Тоа е една неверојатна реклама. Само кај мене дојдоа 7 странски радија, телевизии, списанија стручни да прашуваат, се чудат што правиме. Значи, навистина ние покажавме дека сме сериозен партнер. Во рамките на економијата ние сме дисциплинирани, враќаме кредити, не сме како нашиот јужен сосед. Што земаме? Враќаме. Значи, ние се појавуваме како најсериозен партнер на полуостровот. Во таа смисла сега треба тоа поинаку, кога ќе излезе нашиот представник и нашиот дипломат, треба многу поинаку да се исправа и поинаку да зборува, што мислам дека веќе се случува. И работите драстично се променети. Така. Да му даде простор да гледаш. Добро вечер, кој се јава? Повелете. Дали се слушаме? Бидејќи во интерес на времето сакам уште неколку од вас да вклучам. Вред, додека имам нареден гледач, јас на имејлот порта на МТВ имам пораката на господинот Нестор Огинар. Само еден дел ќе прочитам. Македонецот не сме да се однесува како патник во возило кое го вози туѓ или друг возач и да гледа безпомошно како по полика го носат надвор со стената татковина Македонија во некоја од непознатите небиднини. Македонецот има избор да скокне од тоа возило и да остане таму каде што припаѓа свој на своето како македонец, или пак да го грабне за врат другиот возач, да го испрали од возилото како партал и самиот да превземе контрола по патот. Друг избор нема за нас македонците, во светот ќе одиме како сакаме ние, самите по нашиот собствен пат, како македонци, ништо повеќе. Тоа е пораката на Нестор Огинар во порта вечерашната емисија. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Повелете. Олимпија се јавува од Кавадарци. Повелете. Вака, на 2-3 пати ми прекина струјата таму во Кавадарци, па нема во програмата, можда нешто ќе прескокнам, ама во секој случај ќе кажам она што го мислам. Уважувајќи ги гостите и уважувајќи го Божиновски архитектот кој што е многу навлезен во тоа, јас само напросто онака ќе ги преведам некои работи кои што се за обичниот човек, кој што и мене кај мене допреле така како интересант. Постои модерна и постмодерна наука, он го објаснуваше сега тоа. Нашите луѓе сега треба од петни жили, они работат, да докажат во светот и да се прифати како модерна наука. Како што работат, да речеме, во светот, не дека што се послободни, како што и он објасни, тоа може, поминува, но кај нас беше многу тешко да помине. Ете како помине и енциклопедијата, но мислам дека ќе помине. Страшно се работите кај нас. Јас, кога спомена околу тоа поделбата на македонците, исто околу тоа синдромот некако многу тешко и лошо се толкува кај нас, затоа што секаде, например, и во Ирак, луѓето ирачаните меѓу себе, Афганистан, исто афганистанците меѓу себе се уништуваат, па и во Србија се уништуваат меѓу себе, кога е во прашање политичката борба и животот. Но, овдека зашто ја поентата би е дал, например. Покрај она што науката за обичниот човек знае дека Римската империја, кога дошла тука на просторот таму 140 година пред нашата ера, кога Македонија, и после тоа, не знаејќи ја како што објасни Грција и она сето, они ја ствараат една наука која што на латински таму ја препишуваат само таа дел од историјата и од науката и ја пренесуваат во Европа работа. Но за македонштината и македонците поделбата нивна би рекол 2-3 збора. Јас на 2-3 пати на телевизиските медиуми и на канал 77 имам речен вака. Сакам да направам друштво на македонците од Вардарскиот дел. Но да не биде тоа како една обична флоскула како до сега што се прави она, ајде да направиме друштво, па сите да бидеме внатре или она. Размислувам да речеме како да биде тоа на македонците православни, затоа што македонците муслимани имаат дружење. Овие од Голобрдо имаат Собеда дружење. Овие од Преспа имаат дружење.
оние гејците, да речеме, или виножито, го имаат таму. Во Пирин имаме две и ние би се обединиле како едно друштво целосно и тогаш можда малку и ќе исчезне она Овдека е борбата за обстанокот. Благодарам повеќе. Благодарам многу. До 88 година, доктор исто и за вас, значи во Грција не смееше да спомне зборот Македонија. Дури ни монумент да се дигне во чест на Александар или Филип. Од друга ситуација, госпоđата Василка храбро настапи, зошто страф или да се представи Александар Македонски со како име, нели, на споменокот и така натаму, и дали ексклузивноста е на страна на Грција? Вака, значи, апсолутно е невозможно да е ексклузивноста на страна на Грција, бидејќи кога Александар действува, Грција не постои. Значи, не постои тој збор. Од таму, тој што се декларира како Грк има најмалку право да посегне по што и да е во антиката. Значи, тоа е погрешно име, ако сакате да се врзите за антиката. Александар е фигура која спаѓа меѓу врвните 10 умови во светот. Според тоа, на Александар му се подигаат споменици и јас верувам дека после нашиот споменик ќе се подигнат и во други градови во светот. Него како личност воената наука го истражува. Значи, неговите битки се испитни прашања и така натаму. Но тој е далеко покомплексен. Генерално, неговиот поход не е воен. Значи, Александар е миротворец. И токму поради тоа, за него се напишани истории. И дури авторите во тоа време работат на таков начин што оригиналниот текст на биографијата на Александар не постои. Туку тие намерно, бидејќи ракописите во тоа време се реткост, тие ги препишуваат историите и ги бришат предходните автори. И ние имаме сега историја на Александар околу 300 години постара во однос на неговата смрт. Тој е популарен до таа степен во Римската империја. Спомнав, Рим е фактички хипокорисник на македонската култура. И тие тоа го признаваат, титливи и така натаму. Еве кажав, Вергилий во неговиот Епенеида со познатата реченица која што ние ја учиме во гимназија, Тимео да наосет дона Ферентес и така натаму. Значи, тие користат тоа што го има Македонија. Но не се тие историографи кои баш многу се интересираат за да создадат една општа култура во светот. Тоа е сосема друг концепт го има Рим. Само кај Македонија, и тоа заради тоа што Македонија создава просветени владетели. Поголем гений од Александар е татко му Филип, тој го создава всушност првиот македонски универзитет. Не е Климентовиот прв. Туку во Миеза е прв универзитет каде што тој вели не можете да бидете владетел ако не сте писмен. Во Рим има еден куп неписмени императори. Значи, тоа се два концепта. Не е Рим тој кој што во Европа ја донесе историјата и го направи тој концепт. Името на човекот кој ја создаде оваа европска историја е Јулиус Цезар Скалинџер. Тој му е ментор на Нострадамус. Тој ја создава европската историја која е критикувана од Исак Њутон во тоа време. Како не е точно. Но Европа е традиционалист. Се држи за тој концепт. И тој концепт сега само го подкрепува. И секдеке што треба да се појави нешто што е проблематично, таа се обидува да го демфува, затоа што тоа е европоцентрична. Се е измислено во Европа, се Европа направи и така натаму. Намерата е ние ќе бидеме владетели. Но сега откако се отвори Кина, откако археологијата има инструменти за мерење точно што е старо, откако луѓето почнаат да се занимаваат со тоа да преку определен оригинален ракопис проценат што е вистина, што не е. Еве сега се открива да пример дека патувањето на Марко Поло, кој знае дали било до Кина. Значи, многу работи почнуваат сега да вријат. Затоа што и светот е уморен од една измислена оска Грција-Рим. Таа не постои. Реков, значи, почитта на римјаните спрема македонците е огромна. Бидејќи тие представуваат дел од она што е потребно за тие колку толку да имаат интелектуална подкрепа за да можат да создадат и да одржат држава. Инаку тоа невозможно да се направи.
Од таму, значи, Рим како хипокорисник сегде ги споменува македонците и тоа е многу јасно. Значи, јасно е дека тој е наследник на македонската култура. Нема еден Цезар римски кој не сака да биде поврзан со Александар, да биде како Александар. Но Александар е Македон. Тој воопшто нема врска со ова денес, што да речеме вели. Значи, Александар е човек на светската култура. Сите имаат право да користат тоа. Заради тоа што Европа сега како што се создава по својот концепт е концепт на Александар кога ја создава големата империја. Александар го прави истото. Тој вели, има една војска, а вие во градот работете си како што си работевте досега. Александар не смени ни еден градоначалник, не смени ни еден владетел. Тој во најцивилизираната држава, Египет, е примен како ослободител. Нема воен конфликт. Значи, сето тоа треба, ние сме должни како македонци да го испорачаме. И не е потребно ние сега да го убедуваме светот. Светот знае. Потребно е внатре да се ослободиме од болеста која не ограничува како интелектуално и духовно суштество до 6 век и не дефинира како неписмен народ. Ако е така, зошто тогаш, значи ако сме ние словени, нема една народна песна во која што некакви словени се спомнуваат? Немаме ни ние, нити србите имаат, немат никој. Не постојат словени во народните песни. А ако сте вие словен, па ќе испеете една песна, така ли? Ние за Македонија и за македонците колку сакаш имаме песни. Химната. Ама не, ама добро, химната, сега тоа е друго, тоа не е народна песна. Значи, велам, ни една збирка на народни песни, кај да се тие што се викаат словени, ги нема. Потоа, прашањето исто така, сето тоа е поврзано, тоа е еден концепт. Прашањето на описменувањето. Па воопшто никој не барал од Кирил и Методи да го описмени така наречениот словенски народ. Писмото од Ростислав е: пратите ни еден поп што ќе пее на наш јазик, бе човече. До толку е писмото. Нити бара да го описмени народот, ништо. Се тоа конструкции. За да може да излезе таа теорија како на вистина. А факти нема. Така. Само да кратко да вклучиме гледачот и одговорот како е во Америка, како гледат на Македонија и фактичката ситуација. Се извинувам на гледачот ако се уште го имаме на линија во вклучиме, со оглед дека е интересна дебатата. Добар вечер, ако се слушаме. Дали се слушаме? Верет. Јас се извинувам, во секој случај наистина имате вие предност како гледачи, бидејќи емисијата е интерактивна. Верувам дека ќе најдам на разбирање со преглед на прекрасните артикулации на моите вечерашни гости. Докторе, денеска излезе во Нью Йорк Таймс прекрасен напис Македонија игра на своето славно минато. Колегата Метју од Нью Йорк Таймс даде една прекрасна анализа, поддржувајќи ја Македонија во целосна смисла збора, давајќи еден негативен тон кон нашите соседи, според него, бидејќи сите вршат терор, а македонецот сепак се почистува, парафразирам, се почитува самиот со својата историја така натаму. Како ја доживувате? Еве да го вклучиме гледачот и говорете, добро вечер. Добро вечер. Фала Богу, доби. Повелете, ве молам. Се надевам дека се слушаме, така? Да, повелете. Повелете. Почитувам јас многу доктори на науки, тоа секако. Јас би им посакал добре дојде на сите нив, односно на 20-та гледа, што се тен стручни. И би ги замолил само една работа да им обяснат на сите луѓе на македонска телевизија, бидејќи се стварно стручниот тен. Господин Божиновски мислам дека најстручен за ова. Ве молам само да им објасните на цела македонска телевизија и на сите гледачи. Нели, сега разговаравте за некоја тема, предпоставам дека сте најстручен и еве господинот Клюсев, така? Да. Ве молам, значи
да објасните дека сте стварно најстручни и ве молам уште еднашка да им апелирате на сите луѓе дека не е нешто историја, нели, пошто јас гледам и малце покасно стигну на тонот. Говорите, добро. Претпоставам дека гледачот сака да се потврди се тоа што ние вечер говориме дали ја крадеме историјата. Докторе, како Америка гледа на се ова што ни се случува денес? Америка во однос на другите мали државички гледа со особен интерес и со симпатии. Од самото наше формирање на ден денеска не сум чул некои негативни забелешки конотации. Во тој контекст и денешни вести спомнуваат изјави од Маккейн и од други личности кои што се лично вклучени во американската политика, кои што се денеска обратија на Конгресот на македонската диаспора во Вашингтон и кои што со симпатија гледат нашиот развој на нештата, сакаат ние спорот со грците да го решиме, меѓутоа не се наметнуваат со некои придавки и префекси дека мора пошто зашто да го смениме името или па да му дадеме некој посебно обележи нашиот воин на коњ во Скопје. За мене тоа е Александар на Буцефалус. А не знам другите како тоа го анализираат и гледат. Инаку што се несат до моите референции, кој сум, што работам, мислам тука можеме да зборуваме на други теми. Инаку јас живеам меѓу нашите во Америка и гледам дека тие со внимание ги следат овие промени што се случуваат последните 20 години. Не сум сретнал човек да рече дека ова што се гради во Македонија не чини. Мислам дека апсурдно е да зборуваме дека споменикот кој што го краси овој град, тука се меѓу мене и родни Австралија деновиве кои дојдоа и гледаат дека ова е лендмарк на Македонија, ова е како статујата на слободата што е за американците, тоа е Александар за нас од денеска па натаму. Да се срамиме од она што се гради, ја мислам дека тоа е утопија, така треба да. Господин Жиловски, клучно сакам да се професора да се надоврзам, клучно е да се свати ова. Пред појавата на овој диригиран образовен систем, Македонија имаше свој образовен систем. Значи, најблиску е 903. Во 903 немаше македонец кој не знае дека неговото потекло е поврзано со кралевите на античка Македонија. Значи, има народна песна за царот Каран, има народна песна за Филип. Гоце Делчев има свое, да речеме, партизанско име Ахил. Карев во интервју за грчки вестник на прашање дали тој се смета како наследник на Филип и Александар одговара да. Значи, тука се прави резот. Но, македонскиот народ памети. Ова е само возобнова на нешто што долго време тој го очекувал. Нема поделби. Значи, постојат определени медиуми кои се обидуваат да задржат нешто што е одамна одминато. Како што имаше луѓе што мислеа дека ќе се врати Југославија, тие уште ги има таквите. Но тоа е веќе одминато. Значи, ние ги вративме нашите вредности, не е само Александар, ние го вративме Јустинијан, кој е на исто рамниште. Тој е неверојатен човек. Тој е од наше потекло. Значи, според тоа, веќе станува збор за една поинаква представа и дефиниција во Европа за македонците. И тоа е веќе неизбежно. И вие ќе видите дека ќе има големи корекции. Нема да имаме разни евроамбасадори од типот на еден претходник кој така се однесуваше. Или доаѓаат луѓе по навика, определени новинари им поставуваат исти прашања, ови одговараат исти одговори. Во главном темата што е? Ние не чиниме, а ако сакате да ни кажете како да чиниме. Катастрофа. Значи, тоа беше една така наречена новинарска култура во која добар новинар си е само ако плукаш по Македонија и македонците. Уште има такви. Но тие ќе исчезнат. Еве ги веќе исчезнуваат. Сосема поинаку треба да се поставуваат прашањата и односот на новинарите. Претходно зборува за дипломатите, зборував за високите извршници, премиери, председатели. Сегашниот председател е далеку различен од сите претходни председатели. Тие беа исплашени. Овој не е. Овој знае. И овој знае кој. Демократија бара цврст Торев, како политичар, како... Не само демократија, секој политички систем. Еве, ако сакате, и
во ето тоа што многу го критикуваме во комунистичкиот систем, ако има навистина честна власт, и тој систем постои. И тој нема да исчезне. Ништо За крај, страшно. за двајцата? Прашање е само тоа кој е тој што раководи. Дали вреди тој? За двајцата на крај, што правиме со генерација 20 години, речемо, независноста до денеска, според прашањата што ги добив и на имейл, се чувствуват како, дали се, јас не го употребам зборот, изгубени во просторот. Навистина е многу радикално тој збор, имајќи факт дека таа генерација е збунета и прашува кои сме, што сме. Што ќе им порачате на таа генерација од 90-та до 2000, експеримент, речем, 2011, на 20-та модел, со тоа би завршила емисијата. Ако, дозволите, Повелите. во низ младите генерации, оние генерации што допрва идат, неминално дека ќе се формира на нова свест. Кај поголем дел од нив верувам дека веќе е формирана. Ако постојано некој ја зборува вистината или пишува за вистината, не треба да се плаши што кажал и не треба да внимава дали нешто заборавил. Нека мислат оние што кажувале лаги или што пишувале лаги. Тие треба да внимават, затоа што нивните лаги кога ги даат ќе мора да ги модифицираат, да ги именуваат и така натаму. Постојат gifted individuals, талентирани луѓе, како што господинот и многу други интелектуалци, меѓутоа некои за жал не ги отвориле нивните гифт пакети се уште. Значи не се трудат да ги спознаат ли што се те кои што ние сме ги поставили на площадите и понатаму и така натаму. Ако секој од новите млади генерации прошето низ државата види и прочита за Чуповски, и прочита за Карев, за Делчев, за Александар и така натаму, ќе направи на хронологија и самиот во својот мозок и во прикортекс ќе има една македонската историја накако како што ние сакаме да ја има. Јас би посакал само среќен живот, мирно здравје и да ја видим Македонија обединета. Благодарам. Сможиновски. Еве, на кратко, јас ќе се послушам со цитат од Мисирко. Тој вели, само со македонците Македонија ќе им припадне на македонците. Благодарам многу на двајцата, ви посакам добро здравје, вам докторе добар пат. И ве очекувам наскоро повторно во емисијата. Господин Можиновски, исто вам успех во работата. Вам, почитувани, благодарам за вниманието и за вашето учество во оваа интерактивна емисија. Имав и такви пораки. Не требаше да ги прекинам гостите, да не им дам толку простор на гледачите, но сепак ова емисија на народот. И ќе спомнам дека наредната емисија ми даде за право да го спомнам американскиот претседател Абрахам Линколн, кој вели демократијата ја гледам како еден систем не на владење на организација, народот со народот. Еве, во оваа емисија Порта секојаш храбро настапував и ќе настапам. Наредната емисија нема да имам политичари, немам да имам научни работници, ќе го имам народот. Значи, народот со народот ќе говори, значи, ќе имам од повеќе структури кои директно ќе дебатираат за она се што нам ни се случува. Бите живи и здрави. Значи, народот со народот во Порта наредната емисија. За многу години. Пријатно.